НАТО ќе ја поднесе поканата за полноправно членство на Македонија веднаш штом ќе се изнајде заедничко прифатливо решение за името со Грција. Изјави денеска генералниот секретар на јавна дипломатија во Алијансата Илдем Тачан на дебатата организирана од невладината Евроатлантски совет. Тачан, кој е во дводневна посета на земјава и оствари средба со премиерот Заев и министерот за надворешни Димитров, забележувајќи го интересот на новата влада за справување со реформите. Нагласи дека воочил добри знаци во решавање на различностите со соседите заради регионална соработка, како и во мултиетничките односи, потенцирајќи на валидноста на рамковниот договор и она што треба да се испорача од него. Поканата ќе биде подадена за членство во НАТО кога проблемот со името ќе биде разрешено со заеднички прифатливо решение. Но продолжува да се зборува за тоа, продолжува да се зборува за реформите, без разлика на колкава е државата, мора да биде донесена одлуката со консенсус. Постојано се повикувате на солуција со прифатливо име за Атина и Скопје. Ние не би имале против да влеземе во НАТО и под привремената референца ПЈРМ. Во завршниот документ од Букуреш не го пишува тоа како неможност. Поранешниот амбасадор во Алијансата Нано Ружин му порача на високиот представник дека НАТО мора да еволуира по ова прашање и оти Македонија како добар ученик заслужува членство. И јас мислам дека НАТО мора да еволуира по ова прашање, бидејќи прашањето transformation е едно од најупотребуваните термини во НАТО реформите и не може НАТО 10 години да стои на оваа работа. Значи, мислам дека треба одредена еволуција, светот се менува, Балканот се менуваат геополитички, геостратешки влогови на Балканот, се менува нашата позиција, интересот на други сили, споменавте Русија и така натаму, а НАТО тапка во место. Вие подобро од мене знаете дека не зборуваме за правна одлука која што треба да се донесе од страна на влада на НАТО нација, например, но е политичко решение и политичка одлука. Генералниот секретар за дипломатија при НАТО се сретна и со министерот Димитров. Посетата представува важен чекор во процесот на заживување на односите на Македонија со НАТО, враќање на редовниот политички диалог и практична соработка, кои значително опаднаа изминативе години во контекст на кризата. Се договориле да работат заедно на зголемување на видливоста на Македонија во НАТО и на НАТО во Македонија, за зголемување на проектите за соработка во различни области.